Благодарам. Ова беше реплика, класичен пример зошто не може да има консензус за повеќе прашања помеѓу опозицијата и власт. Прво, не сте запознаена за процесот зашто не учествувавте. Второ, ништо тоа што кажавте не е вистина. Трето, работната група требаше да свика председателот на собранието. И зошто не заседаваа работните групи подолго време, треба да го барате одговорот на друга адреса. Работните групи се состанаа по барање на опозицијата, се одржуваа првата средба во собранието, во уставната сала, втората средба се одржуваше и неколкуте средби после тоа во Министерството за финансии. Затоа ви кажувам отворено дека опозицијата со над 130 забелешки кои што се инкорпорирани во законот, едноставно имаше суштинска улога во формулирањето на законот и на текстот како што е пред вас. Затоа друг пат ве молам, кога не ги познавате доволно работите, немојте да зборувате. Панчо Минов. Панчо Минов,